Летниот период е радост за сите, особено за децата, момент на оддишка, но не сопираат тука нивните обврски, бидејќи ги чекаат лектирите. Сега, како лектирите да не се сериозна обврска, како да не ги доживуваат како нешто страшно што треба да се заврши за време на летниот распуст, но од друга страна и колку целата навика за читање е нешто што се стекнува од домот, од родителите. Како пример, е тема на која што разговараме со Јулијана Секуловска, клинички логопед и гостинка во Македонија на утро, а ја имаме на Skype ова утро. Јулијана, добро утро, имаме интересна тема за разговор. Добре ни дојдовте и вака виртуелно во утринската програма. Добро утро, благодарам на поканата. Ајде да започнеме од условно кажано коренот на проблемот. Читањето е радост и момент на оддишка за нас возрастните, но голем дел од децата го доживуваат како товар. Сега прашањето е колку ова како навика се стекнува од мали нозе, колку ние родителите имаме клучна улога во стекнувањето на навиката за читање? Секако, во повеќето навики кои што ќе истекнуваат децата во својот развој, ќе кажеме во наводници дека виновни сме ние родителите. Читањето како когнитивен процес на усвојување на значењето на пишаните символи, букви и знаци, самиот по себе е вештина која што се стекнува. Првенствено, додека се мали дечињата, обично имаат едно да кажеме како недоразбирање родителите, дека децата не може да читаат. Не, тие веднаш во самиот развој, самата вештина ја стекнуваат преку имитирањето. Што прават родителите, тоа прават дечињата. Од каде ќе знаат децата за книгите, дека постојат, дека може да се листаат, дека може да се читаат, ако не ги видат сопствените родители, што прават, како ги земаат книгите, првенствено можеме да ги запознаеме со книжарите, нели, каде е седиштето на книгите, потоа ние како читаме и со развојните норми на децето, соодветно, нели, на возраста на децата, да ги запознаваме. Први се меките книги, кои што имаме само слики на нив. Децата визуелно ги регистрираат, каде што можеме да имаме визуелно и тактилно читање. Некои, не знам дали сте приметиле, некои меги книги имаат и некои испопчувања, домнаци, нешто, каде што ги учиме и сензорните моменти на децата. Понатаму, во однос на сликите кои што децата ги гледаат, на тој начин децата ги вежбаат вниманието, концентрацијата, перцепциите, да се што ќе видат, го спознаваат и го памтат. И сега се поставува прашањето да им читаме или сами да читаат. Секако дека до одредена возраст, кога децата не знаат да читаат, ние ќе им ја доближиме книгата и убавиот збор, но има голем број на родители кои што на дечињата кои што знаат да читаат, им ги читаат лектирите сметајќи дека така полесно ќе се заврши работата. Така е, убава забелешка. Не е проблем тука кој ќе чита. Единствено само е моментот дали е зрело детето и дали го разбира прочитаното. Не е целта на вештината само да се научи да се чита. Имаме многу пропусти во тој дел, кога децата учат механичко, буквално на механички начин да читаат. Може да го прочита текстот, но не ја разбира содржината. Затоа во процесот на самото учење на читањето, кога се мали децата, ние им читаме сликовници, каде што тие ја гледаат сликата и да можат да го разберат сето тоа. Затоа, нели, описно објаснуваме. Наредна етапа во развојот, нели, кога детето веќе почнува да зборува, па ние ќе му дадеме сликовница, детето го гледа сето тоа, цртежот од сликовницата, сликата, и одиме ние со прашање. Што е ова? Што гледаш на сликата? Што се случува? Буквално, значи, да бидеме ние внесени, како велиме, филмот има една целина,
Но во книгата и во прочитаното имаме многу поголема моќ на размислување, на фантазија, на визуализација, а сите тие се елементи како дел од когнитивниот развој на детето многу важни. Со следното прашање сакам да ги опфатиме малку повозрасните ученици, основците и средношколците. Многу често на тема лектири велат читањето лектири е само губење време. Па ако го споменавте во еден сегмент во одговорот, моментот дека помалите деца не разбираат што читаат, па затоа треба да им помогнеме, многу често и повозрасните ученици литературата која што имаат како задолжителна да се прочита, велат не ја разбираме. И сега, како да им го олесниме целиот овој процес? Знам дека ова прашање не е во ваш домен, но секако вие сте во контакт со млади постојано. Треба ли да се размислува можеби за прилагодување на литературата за одредена возраст? Како основците и средношколците, тинејџерите да им помогнеме или олесниме да земат книга в рака, а да не им биде терет, товар? Убаво напоминавте дека да, иако ова е малку специфично прашање, посебно да кажам од поширока стручна спрема, но за децата прво да сакаат да читаат, треба да им бидат интересни книгите, содржината. Фактот е дека постојат во образовниот систем одреден дел на книги кои што не се соодветни на возраста на децата. Треба да се направи селекција, но првенствено пред да дојде нешто што мора да се чита, да им дозволиме на децата ние слобода во изборот да читаат тоа што тие сакаат, да им бидат интересни темите. Но од друга страна, имаме друг проблем со кој што се соочуваме сите ние, екраните. Достапноста на можностите, веќе ги имаме секаде книгите раскажани, интернетот ни е едно поле без граници, каде што како проблем повеќе тука треба да се фокусираме на таа страна каде што ги имаме можностите. Некако тука во тој дел да се направи ограничување, да знаеме кои се границите, докаде е доволно за децата, за да можеме да им оставиме простор како недостаток, за да можат да се надоградуваат. И не можам да не прашам во контекст на литературата. Постојано кога ни гостувате во Македонија наутро, знаеме да кажеме дека читањето книги е неопходно за изразувањето, за начинот на говор кој треба да го научат децата. Поразителни се статистиките, Јулијана, дека голем дел од нашите дечиња имаат сериозен проблем со говорот. Тоа го слушаме за жал секојдневно. Посебно англискиот јазик кој што се користи, сега веќе почнуваме да ја плаќаме таа цена. Велам ја плаќаме таа цена затоа што се нешто што се користи буквално без контрола, доаѓа и самата последица од тоа. Македонскиот јазик не се користи затоа што ќе ги споменам и книгите кои што ги има на англиски јазик. Од друга страна пак речникот ние го збогатуваме само преку читањето. Моќта на говорот ја имаме преку совладените, зборови, кои што ги имаме сите ние како фонд на зборови, прочитано, слушнато. Тоа е начинот ние како ќе ги здобиеме. Прво, ајде додека се мали децата од родителите, но веќе како што растат, тие сами се одговорни за својот фонд на зборови. Читањето на книга, колку повеќе се користи, толку подобар говор кој имаат децата. Се враќаме повторно на она основата, да читаме на македонски, да говориме на македонски, да се разбираме, за да можеме да имаме подобар говор и подобро разбирање сите заедно. Може би добра опција и во контекст на лектирите, повторно ќе се навратаме, истите да се дискутираат или раскажуваат во домот со родителите. Не е лоша дискусија на дневно ниво, па ајде да видиме што сте прочитале, па што сте разбрале од ова, па која е пораката, па како ние возрастните го толкуваме ова. Може би кога ќе има квалитетна дискусија, ќе се поттикнуваат и децата и младите да продолжат со приказната, осознавајќи ја содржината.
убава идеја е тоа, претпоставувам дека во секој ден, во секој дом, ако не друго, барем се помислило на тој момент, но некако денешното општество кое што ни е наметнато, родителите се премногу зафатени. Секој со своји обврски и се помалку имаме време за децата. Така да екраните некако ни се оставени во таа должност и буквално се можеме да се наслониме како кривец, нели, да ги обвиниме екраните. Во однос на раскажувањето како најголема и најтешка функционална буквално активност, функционална мозочна активност, би кажала дека најтешко им е на децата раскажувањето. Ќе прочитаат, ќе кажат, ќе научат, но изразувањето им е најтешко. Затоа што во последно време гледам дека децата изостануваат прилози во говорот. А начинот да се состави добра и квалитетна реченица се баш употребата на прилозите и предлозите на соодветно место. Ова е некоја посебна тема каде што би имале нели време нареден пат да ја објаснителе, али за сега можеме да кажеме дека подобро е да се насочиме на добриот говор, користењето и функционирањето на говорот како реализирање на правилна морфолошки синтаксичка реченица. Благодарам за сите совети наредниве изминативе минути во Македонија наутро. Ние секако ќе се гледаме на многу убави актуелни теми во периодот кој што следува, бидејќи ја начнавме во текот на вчерашниот ден и веќе им откриеме на нашите гледачи темата како дигитализацијата влијае и на писменоста и на говорот, но тоа е тема за друго издание на утринската програма. Благодарам, Јулијана. Благодарам и вам.